Една од темите на кои што мора да се зборува е и образованието. Ова утро фокус ставаме на дуалното образование, германско дуално образование во Македонија. Синиша Наумовски од факултетот Хајделберг, професорот Синиша Наумовски е гостин ова утро и ќе му кажеме прво добро утро. Добро утро, благодарам за поканата. Секако во секое време сте добре дојдени. Зборуваме за една суптилна тема, една тема која што треба да представува основа на едно општество. Германското дуално образование е присутно во Македонија. Која е потребата од трансформација во образовните процеси? Првото прашање е малку општо, меѓутоа да ги воведеме гледачите во темата. Потребата е огромна. Сите говориме наназад декада и повеќе дека образовниот систем не е добар. Гледаме актуелности во тој сегмент и деновиве. Многу теориски универзитети кои креираат аутпути кои се базирани на теорија и сето тоа кое што не е поставено на реалната потреба на бизнис секторот. Тоа се клучните проблеми. Значи, уште еднаш, бидејќи се воведуваме, потребата е огромна со секоја промена на менеджментот на политиките, како што сме сега во оваа позиција, според мене е добра шанса или една надеж за наметнување на реформи. Токму затоа и германската делегација беше пред недела-две, мислам дека беше и кај вас, директно од Франкфурт и од Хајделберг ја пуштија пораката за нов модел, нов систем или сето оно што е прави Германија различна од останатите земји, па и во Европа, ако сакате. Бидејќи сте дел од сегментот образование, дали недостигот на кадри е фама или е реалност со која што се соочува светот? Недостигот на кадри е реалност. Еве, јас би говорил за Европската унија или особено ако сакате за Сојузна република Германија. Значи зборуваме не за недостиг на луѓе, туку на конкретно едуцирани луѓе за одредени области. На квалификувани, еве, не мора да бидат едуцирани со високо образование, квалификувани луѓе за или квалификувани. Да. Еве подобар податок, сега го говоревме неодамна, секоја година, ова се отприлика податоци, но се движат бројките околу тоа. Секоја година имаме околу 400.000 слободни места или гап, празнина во германската држава, во Сојузна република Германија за едуциран, високо квалификуван кадар на ниво на земја. Дали можете да замислите тоа колкава е побарувачка? Друг факт, ако имате разлика друг факт е доколку имате глобална криза, како што сме сега. Во глобалната криза најголеми победници ќе бидат оние кои имаат работници. Работници, ве сметете ги продуктивни, економски војници. И тоа е сериозен податок кон темата која што ја разговарам. Што се однесува кај нас, бидејќи ме прашувате глобално, тргнавме од Германија, ајде да видиме како е кај нас. Истото се случува и кај нас. Од една страна имате превработена јавна администрација, или можност за огромна понуда таму во тој сектор. Чинителите се разни, политички 30 на години, а од другата страна имате вие гап или огромен недостаток на стручни кадри во приватниот сектор. Затоа е оној крик, би рекол, на компаниите за нови работни места, за нови работници. Згора на сето тоа, голем дел од младите кои веќе ги завршуваат формалните студии и ги губат тие 5 до 6 години, заминуваат надвор од земјата или се едуцираат, губејќи го тој најзначаен елемент од својата младост преку години на теориска настава. Токму тука е нашиот фокус и мислам дека ќе успееме во тоа. Хајделберг факултетот е германска институција, токму поддржана од овие личности кои ги спомнав, значи тука се професорите Зајтел, околу 30 на професори, сега имавме висок банкар од Швајцарија, Луксембург, значи сите тие чинители, авторитети се припадници на успешен модел кој го работат од некаде преку нивните колеги и партнери 70-тите години особено во Германија. Исто тука можам да го збројам, овој германски модел е истиот или во земјите каде што говорат германски јазик или со германски јазик што подача. Успешен модел, проверен модел кој што функционира. Проверен модел бидејќи црпите кадри директно од матура. Младинската невработеност и работната миграција се уште два сегмента, како што споменавте, младите се образуваат во државата и потоа заминува, државата го губи столбот врз кој што треба да се потпира. Точно, го губи младинската невработеност ако направите една паралела со
државата Баден-Виртенберг, тоа е покрајина во Сојузна република Германија, кој главен град е Штутгарт, Манхајм е втор град и Хајделберг припаѓа тука каде што ние го носиме тука, тој град кој ние го носиме тука или брендот универзитетот. Паралелата ја правам бидејќи таму до под 21 година вработеноста некаде се движи од 3 до 3,5%. Кај нас невработеноста по 21 година е некаде над 50-60%. Зошто го говорам ова? Бидејќи поголем дел од младите или заминуваат надвор, или не можат да најдат работа, или од другата страна студираат. И се поентата која е да се црпи, да се повлече од резерварот на деца после 18 години и директно да бидат пласирани во работниот процес, работи, студирај. Тоа е концептот на Германија. Практично и нивните универзитети, моделот за да успеете или за да бидете дел од дуалниот високообразовен концепт, овде го прави тоа Стопанската германска комора во средните училишта. И морам да признам дека има развој, но во Германија тоа е на едно повисоко ниво. Значи од средното училиште веќе вие го насочувате детенцето, па оди понатаму во факултетско образование, од 18 години влегува во работен однос, некој од нив се во работен однос, некој не се во работен однос, или практицираат само со изучување и реални работа на реални проекти во компаниите, додека и останатиот дел, а минимален дел се можеби само волонтери и практиканти. Но најголем дел, основата на дуалното високо образование е работи и студире. Тоа значи дека вие за 18, од 18 години до 21 веќе имате 3 години искуство зад себе. Дали е точно дека она максима која што владее во кај нас, која што е популарна, дека во, еве конкретно зборуваме за германското образование, дека германците уште во многу рана возраст ги селектираат децата и веднаш ги насочуваат практично во голема мера знаат кој може на која насока да се насочи, во која насока и на какво образование да му се посвети понатаму. Затоа и го разговаравме тоа како модел за трансфер тука. Еве сега го чекаме новиот менеджмент во образование и воопшто во, еве ако сакате и финансии, бидејќи двата ресори ни се важни. Германската делегација е спремна и се во функција на идни реформи во македонскиот образовен систем. Зошто? Бидејќи Германија го прави тоа од најрана возраст. Значи од примарното училиште, преку механизмите на селектирање или на препознавање на таленти, на квалитети, не секој е спремен за наука, не секој треба да биде научник и не мора да биде научник. Тоа е проблемот кај нас, ние креираме само научни профили, теориски профили. Германците тоа го прават уште од најраната возраст. Практично, Бранко, има еден судир и во Европската Унија, јас до неодамна тоа не го знаев, тоа е судир на концепти. Тоа е француски модел, англиско-француски модел на традиционални универзитети, класични универзитети и нов модел кој германците го промовираат некаде овие последни 50 на години, тоа е овој дуален високообразовен модел. Јас сум повеќе за вториот, зошто? Затоа што има огромни предности. Германија силата ја црпи, ако сакате и Швајцарија и Австрија, земји кои што и Луксембург, веќе го спомнам, земји кои што имаат германско јазично подречје, токму од овој концепт. Од најрано детектирање на дечињава во која професија сакаат и веќе вие на 20 на години, 21 година, кога ќе завршите првата фаза е 3-4 годишен факултет, дуален, вие веќе знаете во која имате за себе огромно искуство од 2 до 3 години, ако сакате и некоја заштеда од повеќе од една да кажам нормална европска плата, имате заштеда на годишно ниво, ако ја кажам, и имате искуство. Дали може да го продолжите патот доколку сакате да одите во наука? Да. Дали може да се вратите на магистратури, на докторати? Да. Ако процените дека науката ве прораѓа во поодминатите години. Ние што правиме? Обратен процес. Немате практични универзитети, нема практични факултети, еве конечно ние успеавме после 7 години борба, 6,5-7 години. Имате универзитети, неколку пати спомнав, кои промовираат теориски кадри, дечињата од добри профили во занаети или во одредена професија стануваат доктори, магистри, каде што многу после тоа тешко е да ги вратите. Не секој треба да оди на факултет, да оди до крај и не секој треба да се занимава со наука. Последното прашање, адаптација на некој образовен модел кој што доаѓа од многу успешни земји во нашата, не дека нашата не била дел од една исто така голема успешна земја која што имала образование на екстремно високо ниво, меѓутоа се гледа дека крахиране во последните 3 децении образовниот систем кај нас. Постои ли опасност од несоодветни кадри кои што би вршеле проценка на децата
или на младите каде да се насочат? Затоа велиме, педагошкиот државен универзитет во Хајделберг е на еден начин, ние го велиме и тоа европјани го кажуваат како европски Харвард. Затоа велиме, ќе користиме, или би требало утре, ние сме тука како сервис, даваме поддршката на новите менеджери на политики во иднина, ние ќе бидеме тука да направиме трансфер преку германскиве стручњаци, германски консултанти, сето тоа да го води и Сојузна република Германија и самата држава како партнери. Самата држава Германија да ги пренесе моделите на обука, трансфер на знаења, бидејќи во педагошкиот државен универзитет во Хајделберг имавме еден проект 19-та година, имавме огромен материјал, но сето тоа знаете, кога ќе се вратите овде, завршува таа енергија, завршува тој ентузијазам, бидејќи мора да имате и политичка волја. Политичка волја е потребно и во Германија да имате за одредени цели и во Европската унија. Ако е тоа таму потребно, овде е 10-кратно повеќе. Па добро, 12-очна мора да биде улицата, не да постои интерес од двете страни. Мора да биде 12-очна. Ние мислам дека би го имале тоа, да, реформи се потребни во огромен дел, но најважно е прво да се направи една синтеза помеѓу моделот на дуално високо образование во Германија и овде во делот на финансиското олеснување и мотивација на фирмите. Компаниите треба да бидат мотивирани, барем нашиот пат, овие години кои се искористија од наша страна за запознавање на македонските стопанственици со моделот, треба да се работи на нивна мотивација. Како ќе ги мотивирате компаниите? Само да треба да добијат бенефити или олеснување во начинот на даночните плаќања. Фактички, секоја исплата кон децата да биде во даночната основа намалена за мотивацијата што ќе даваат кон поддршка на дуалните. Ако постои 12-очен однос, сите ќе имаат придобивка на крајот и општеството и државата мора да постои, бидејќи биде општествена одговорност некоја своевидна. Мора да постои, бидејќи вие не можете да градите систем само со и репресии кон овие институции високообразовни кои останаа, или како ќе ги контролирате? Согласно законците ќе ви кажат се имаме и така натаму. Вие мора да дозволите влез на оваков модел на странски универзитети. Треба да биде ефикасно и ефектно. Така е. Синиша Нумовски, гостин ова утро, зборувавме за германско дуално образование, потребата од трансформација образовните процеси, недостигот на кадри, младинска невработеност, работна миграција и адаптација на овој систем кај нас. Благодариме, остануваме. Благодарам на поканата и можноста да може да го промовираме овој концепт.